за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Добра вечер од студиото на Радио Слободна Македонија. Јас сум примариус доктор Јордан Пачков и ве поканувам да го проследите најновото 24-то издание на емисијата за македонските работи. Знаете и самите дека ова време в недела точно некаде после 20 часот веднаш за вестите се јавуваме на брановата должина на ова радиодифузно предпријатие, каде што дискутираме за најактуелните случувања, се разбира, од нашето политичко милје, кои што не засегаат на некој си начин се во фокусот на интересирањето и го собираат целосното наше внимание. Особено сега, кога на прагот сме, или ако така може да се каже, конечно со донесено решение дека избори, воредни парламентарни избори, сепак на 5 јуни 2016 година ќе се одржат. Вие самите знаете дека нешто што е токму поврзано со овој проблем и најтесно поврзано, ако може така да се каже, е каменот на сопирањето, а тоа е избирачкиот список кој што сега некако опозицијата се фати како давеник за сламка, на кој што сака и ги покажува своите настојувања да дојде до промена, ако можно изборите да се пролонгираат некаде за во септември. Но затоа нема да дискутираме, туку ќе дискутираме токму за избирачкиот список, кој што, како што реков, е проблематичен, огледано од една точка, проблематичен и единствената сламка, ако може да се каже, ќе искористам размислувања на многу политичари, аналитичари, колеги кои што дискутира и пред мене за оваа проблематика, се занимава со оваа нешто и во своите анализи констатира дека единствената сламка за спас на опозицијата од изборната катастрофа што се очекува да ја доживеат на изборите на 5 јуни е токму овој избирачки список. Самите знаете дека тој беше и тема на разговор, ако може да се каже, камен на сопнување, повторен во работната група која што се формира и која што требаше на некој си начин да учествува во спроведувањето на сите заклучоци од Пржинскиот договор, но како што реков, двете најкруцијални работи кои што го составуваат овој Пржински договор беа токму избирачкиот список и реформите во медиумите. Оно што опозицијата сега, ако може така, ќе употреба на еден можеби незгоден израз, хистерично го брани, а тоа е поврзаноста со проверката на живеалиштата на избирачите, е во насока да се внесе што е можна поголема несигурност меѓу граѓаните. Вие сами знаете дека правилото или всушност кога се во прашање изборите, началото дека еден човек е всушност еден глас и овој пат треба да се применува. Значи, живеалиштата кои што како такви се појавија во јавноста како еден проблем несовладив во кој што опозицијата ги гледа местенките наводно од Груевски, од ВМРО, ДПМН, со кој што сигурно ги добива изборите, значи добитната комбинација, овој пат треба да створат една конфузија, еден хаос, ако може така да се каже, со што ќе ги оправдаат нивните усилби, како што реков, повторно да се сведат на едноставното барање, а тоа е да се пролонгираат изборите не само од 24 април, како што тоа успеа, туку и од зацртаниот датум, а тоа е 5 јуни 2016 година. Најважно, како што реков, во овој случај да се испочитува принципот на еден човек, еден глас. Тоа секогаш било, а тоа и го покажуваат претходните циклуси на избори кои што ги имавме во овие 25 години постоење на суверена, самостојна Република Македонија, каде што промената на адресата на граѓанинот е обврска, но не и некој кривично дело. Знаете и самите дека голем број од нашите граѓани, менувајќи ги адресите, не ги пријавуваат во своите документи и така натаму и така натаму. Точно е, тоа е казниво со закон некаде околу 20 евра, но во секој случај тоа не е кривично дело. И тоа не е показател кој што всушност ќе не натера на помислата дека нешто
криминално се случувало во изборните циклуси и дека токму СДСМ се фаќа на ова нешто кое што на голем број од нашите граѓани можеби не им е познато. Затоа, како што реков, лајмотив на вечерашната емисија токму ќе биде разјаснувањето на некои поими кои што представуваат, како што реков, камен за сопнување во преговорите, односно поточно речено во целосното изјаснување на опозицијата, дали на вистина на 5 јуни ќе учествуваат, ќе партиципираат во изборите или пак ќе повторно абстинираат. Како што реков, најосновното уставно загарантирано демократско право на глас на граѓанинот е да се изјасни самиот. Како што реков, живеелештето во овој случај не игра никаква улога. Зошто? Понатаму во моето излагање. Граѓанинот има право да гласа на адресата каде што е регистриран. И согласно со уставот, реализирањето на избирачкото право е единствено поврзано со македонското државјанство и тоа со секој оној кој што навршил 18 години во животот и е работоспособен, еве да додадеме. Тоа значи дека секој што ќе е полнолетен граѓанин, како што реков, со завршени 18 години, македонски државјанин на кого не му е одземена деловната способност, го има своето право на глас на еден демократски начин да се изјасни. Негово е право дали ќе излезе на изборите, во секој случај неговото гласање е еден глас кој што дава придонес во она што сите го очекуваме и бареме, да имаме фер и демократски избори. И она што е најбитното, не само фер и демократски избори, туку на крајот на криштата и признаење од сите политички чинители или партиципенти на партиите кои што учествуваат во овие избори. А проверката на тоа дали ќе се почитува најважниот принцип на еден човек да биде еден глас, може да се направи единствено преку вкрстената проверка на матичните броеви на граѓаните. Вие знаете дека деновиве, поточно речено, скоро веќе недела дена, како Државната изборна комисија излезе со еден список, или поточно речено со избирачки список, кој што не е дефинитивен и кој што всушност треба да биде само како ориентир за сите оние кои што сакаат да проверат на кое гласачко место ќе гласаат, дали се во избирачкиот список и така натаму и така натаму. Тоа е најсуштеното. Се друго, како што реков, некој се обидува да се магла и политичка манипулација, единствено и само во насока да се, како што реков, и повторно ќе се навратам, можеби повеќе пати во текот на емисијата, а тоа е пролонгирање на избирачкиот процес во недоглед од страна на опозицијата. Затоа не е тоа моја порака, току се очекува од сите оние кои што се на некој си начин метнати во политиката, политичките чинители и така натаму порачуваат на Државната изборна комисија дека не сме да влезе во оваа така наречена политичка манипулација која што ја нуди и која што ја брани и во свој интерес Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за внесување обидот да се внесе хаос, како што реков во јавноста, и сето тоа повторно да биде поврзано на адреса на избирачкиот список, со што повторно ќе имаат можност да кажат дека изборите доколку се одржат, истите се невалидни. ВМРО, ДПМН и Груевски повторно направиле, во наводници кажано, кражба и ги изневериле сите граѓани на Република Македонија. Ако Државната изборна комисија се држи до уставот и до изборниот законник, тогаш сигурно дека нема да погреши. Сега, дали ви паѓа на памет помислата зошто толку напади, атаци врз Уставниот суд? Еве, ви давам шанса да размислувате, но на некој начин, некои камчињата како на мозаикот се поклопуваат и сето тоа се сведува дека атакот врз државните институции има своја цел. Ако Државната изборна комисија не ја користи оваа методологија во која што е утврдена со изборниот законник, може многу лесно, како што реков, истата да биде поништена од Уставниот суд, кој што е, морам да кажам, еден од најдолжните органи да ги штити уставно загарантираните права и слободи на граѓаните. Што значи тоа? Тоа значи дека никој во државата не смее да биде над уставот и да се истоветува со уставот. Случувањата, како што реков, се резултат на списокот кој што го објави деновиве, или поточно речено пред една недела дена, Државната изборна комисија на веб страната
И повторно ќе кажам за нашите гледачи, се со цел да имаме појаснување во многу овие дубиози кои што ни се испречија во актуелниот момент, да можат граѓаните кои што не смениле адресата на живењето да интервенираат на време. Уште еднаш повторувам, списокот кој што го објави Државната изборна комисија не е официјален список. Споредбеното прочистување на списокот е во тек и кога ќе биде завршено, ДИК ќе излезе во јавноста и ќе го објави списокот. Колку што имам информација, а тоа беше обелоденото и во јавноста, Државната изборна комисија обелодени дека во понеделник ќе изврши и вкрстени по завршувањето на вкрстените податоци кои што ги има добиено, ќе изврши и ќе почне да врши и теренска проверка. Тоа е должност која што на крајот ќе ги отргне сите дилеми околу тоа дали на избирачкиот список имаме фантомски гласачи. Мораме да кажеме повторно, да се вратиме на поентата зошто адресата не е битен фактор во дадениот случај кога е во прашање верификацијата на гласачите. Од многу причини, тоа фино го истакна и од страната на катастарот, од службата кој што навестија дека во Република Македонија немаме регистар на улици, ако може така да се каже, на места на живење, кој што едноставно заостанува или поточно речено не е како таков спроведен, особено во средините каде што во руралните средини, во нашите села. Па така, во едно село постои можност на една адреса да бидат запишани сите граѓани. Од тие причини деновиве имавме една мини афера, ако може така да се каже, или намерно фрлање отровни стрели врз председателката на Унијата на жени на ВМРО ДПМН и актуелната пратеничка Даниела Рангелова, пратеничка во Собранието на Република Македонија. Потоа обидите врз името и презимето на Димитар Стевананџи, исто така актуелен пратеник во Собранието, и Павле Састов, пратеник кој што е представува диаспората во Републичкото собрание и така натаму, каде што излегува такви надписи, такви напаѓања, фрустрации и така натаму, дека на нивните адреси постојат повеќе, во нивните станови или во нивните живеалишта има повеќе регистрирани имиња и презимиња, односно фантомски гласачи. Даниела Рангелова тоа го демонтира на многу инвентивен начин. Отиде во местото каде што незината именјачка, ако нешто велиме по име и презиме, исто така Даниела Рангелова, се запозна со неа и едноставно се испостави дека името и презимето се исти, но станува збор за две сосема различити особи и личности. Повторно се враќаме на избирачкиот список, затоа што соочени со катастрофалниот рейтинг помеѓу граѓаните, СДСМ и низините медиуми деновиве посегнуваат почени манипулации. И тоа едни провидни, би рекол, трикови, кои што веднаш се распрснуваат. Веднаш се распрснуваат од проста причина и пропаѓаат од проста причина што се прочитани и кои што како на некој си начин представуваат потек некој кој што во некој проект кој што е веќе виден. Аматерската и провидна манипулација, велат, односно може да се прочита дури во медиумите на списанието Фокус, нека извинат вработените, можеби не се сите такви таму во ова наше реномирано списание. Викендов беше веднаш разобличена и веднаш се разоткри нивната лага со фиктивните гласачи. Не само со Даниела Рангелова од центарот кој што се сретна со Даниела Рангелова од Бројеница, како што реков, се докажа манипулациите и на претходните јавни личности и познати личности, а сето тоа беше упатено на адресата на ВМРО ДПМН. Овој хаос во избирачкиот список со огромниот број фантомски гласачи кои што се најдува во секоја општина во Република Македонија го потврдува она што СДСМ го говори цело време. Ова се цитати од нивните пресови, од нивните изјави, од нивните, како да кажам, средби со граѓаните и така натаму. Потврди дека Никола Груевски и ВМРО ДПМН нели спроведувале криминални избори. Според информациите од Државната изборна комисија,
вкрстената проверка треба да заврши во наредите неколку денови, а граѓаните допрва ќе треба да поднесат приговори за избирачкиот список во увид на направен меѓу веб страницата. Теренската проверка следува во понеделник. Тоа не случајно го кажав и затоа искрено ќе ви кажам, тогаш ќе се провери на вистина каков избирачки список имаме, дали треба да му веруваме на тој избирачки список, дали досега правените избори имаат тесни врски со сомнителни дејанија од страна на владеечката партија и на крајот на краиштата СДСМ да изнајде или да побара некој друг начин како да ги одложи средни изборите кои што ни следат на 5 јуни. Почитувани, тука предлагам да направиме една куса пауза и веднаш по минутите предвидени за музика и за пропагандна програма се враќаме на фреквенцијата во студиото на Радио Слободна Македонија. Почитувани, повторно сме во студиото на Радио Слободна Македонија. Вие го следите, или за оние кои што подоцна се вклучија во следењето на емисијата за македонските работи. Јас сум примариус доктор Јордан Пачков, вашиот водител и уредник на оваа политичка емисија во која што дискутираме за македонските работи, на вистина за македонските работи, за актуелностите и абсурдите кои што ни се случуваат на политичко поле. Зборуваме за избирачкиот список, кој што е, како уште еднаш ке повторам, камен на сопнување, ако може така да се каже, помеѓу двете најголеми македонски партии, кои што едноставно во предизборието користат секој на свој начин како да се представи пред гласачкиот аудиториум, како да ги добие нивните гласови. Некои со проекти се разбира, со реализација на проекти, советување на нови проекти од витално значење на граѓаните и така натаму, некој кој што се обидува па од друга страна грчевито да го промени датумот на овие избори, затоа што 5 јуни па и не е така далеку, има доволно време и да се прочисти избирачкиот список и на крајот на краишта да се доближат ставовите кога се во прашање реформите на во медиумите. Но она што е карактеристично и понатаму, СДСМ изминатава недела ги проверуваше адресите и на функционерите на ВМРО ДПМН, за кои што вадеше информации дека на нивните адреси имало по десетици, по 15-20 фантомски гласачи. Иако потоа сите тие ги демантира ваквите обвинувања, бидејќи најчесто се работеше за немање уличен систем, за исти имиња и презимиња или пак за грешки во системот на адреси, а не за нереални гласачи. Но тоа е политика. Впрочем, опозицијската СДСМ пред секои избори и по секој изборен пораз постојано се ги обвинува за илјадници, ако може така да се каже, фантомски гласачи, при што сомневањата ги трансформира во доказ. Се асоцирам на оние гласачи од Пустец, потоа на разни луѓе, личности, гласачи кои што идат од општина во општина да гласаат, не знам на кој принцип, на што се мисли СДСМ и така натаму, но сето тоа мора да го докаже. Инаку, да ви кажам дека да подсетам дека од 2006 година прв човек на Државната изборна комисија секогаш е од редовите на СДСМ. А при тоа од 2009 година наваму, од кога формално почна процесот на прочистување на избирачкиот список, сите председатели, почнувајќи од Александар Новаковски, ако се сеќавате, преку Борис Кондарко, до Никола Рилковски, секогаш пред самите избори дава изјави дека списокот е во ред и прочистен. А сите тие беа предложени и членови, ако може така да се каже, активисти, можеби и така натаму, и функционери во редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Ајде да се подсетиме. Александар Новаковски по изборите од 2006 година и измените на изборниот законник по 2008 година го добива местото председател на Државната изборна комисија. Тој доаѓа, ако не сте знаеле, дојде од тогаш од општинската организација на СДСМ во Охрид. Во ДИК дојде како генерален секретар во Собранието на Република Македонија, иако и претходно бил член на ДИК или пак заменик член. На таа функција, мислам дека остана до февруари 2011 година, кога поради притисоци од сопствената партија и несогласување со тогашното раководство на Социјалдемократскиот сојуз за прочистување на избирачкиот список, самиот си поднесе оставка. Борис Кондарко. Тој дојде на функција во април 2011 година. Значи, веднаш по претходниот негов колега од истопартиец, станува збор за поранешен портпарол и пратеник на СДСМ. Тој на оваа функција беше од
2011 до 2013 година, ако не се лажам, кога си поднесе исто така оставка. Неговата оставка беше го сврте вниманието на јавноста затоа што напиша дека оставката е поднесува од лични причини, а се шпекулираше дека се работи за тактичко повлекување по налог на тогашниот шеф на СДСМ, господинот Бранко Црвенковски. Никола Рилковски, тој го пак наследи кон Дарко и остана на функцијата до изборот на најновиот председател на ДИК лани во декември. Се работи за втор председател на ДИК од редовите на СДСМ, кој што доаѓа од нивната општинска организација во Охрид. Рилковски пред ДИК беше и пратеник во СДСМ. И на крајот, доаѓаме до Александар Чичаковски, кој што стапи на функција на 16 декември. Тој доаѓа од редот на експертите и многу ми навела дека неутрален член, односно неутрален председател на Државната изборна комисија, кој што се поставува според договорот, според Пржинскиот договор, но многу ми навела дека е близок на Социјалдемократскиот сод, што се покаже и со неговите изјави за прочитување на избирачкиот список. Самите се сеќавате кога требаше да се пролонгира закажаниот, зацементираниот, ако може така да се каже, изборен датум, а тоа беше 24 април. Значи, СДСМ постојано го менува и бројот на спорните гласачи, па така за изборите во 2014 година СДСМ реагираше дека спорни се податоци на речиси 20.000 лица во избирачкиот список. Подоцна 2014-2013 година им вети на охриѓаните дека ќе ја обелоденат кражбата на изборите, но никогаш јавно не се докажа што точно работи. Кога велам им вети, тоа беше господинот Зоран Заев, актуелниот председател на Социјалдемократскиот сојуз, кој што кажа, ама не докажа. За кражби на гласови исто така во СДСМ зборуваше лани и ги протежираше невистините и господинот Стево Пендаровски, председателски кандидат. Кога веднаш се започна со објавувањето на бомбите, се сеќавате. И тој велеше дека има материјали, но се остана на тоа, значи доказите никаде да излезат на виделина. Би го цитирал, тој рече дека опозицијата располага со докази дека ВМРО ДПМН е украла најмалку 150.000 гласа на последните избори. Така. ВМРО ДПМН победи со 200.000 гласови. Без разлика, и ова е ноторна лага. Пендаровски тоа го изјави во февруари 2015 година и според него исто така и на изборите во 2011 година Никола Груевски си обезбедил победата со градени гласови. И така натаму, и така натаму. И да заокружиме, на 6 април 2015 година Заев одржа една тематска пресконференција, не знам дали се сеќавате, веќе ве потсетам, за тоа дека им биле украдени гласови и како се создавале фантомски гласачи со фиктивни лични карти, со објава на материјали од прислушкување и така натаму. Јас само тука би ја додала аферата за фалсификување лични карти. Аферата во фабриката за афери во која што беа пронајдени сејасет и огромен број на фалсификувани лични карти. Не знам да се ја прикода. Тоа ќе мора Социјалдемократскиот сојуз и господинот Оливер Спасовски како вршител на должност, ако може така да се каже, привремен министер во Министерството за внатрешни работи да го објасни. Изворите на ДИК вела дека како основа за новиот избирачки список нема да биде земен постојаниот список. И тоа многу кажува. Туку базата на Министерството за внатрешни работи на полнолетни државјани, па откако ќе се утврди бројот на државјаните со право на глас, ќе се прават споредби со тековниот список. И тоа е најмеродавното. Верувате. Не сум експерт за вакви работи, но во секој случај, моето загарантирано демократско право, како еден човек и со еден глас да го дадам на политичка партија или на личности за кои што сметам дека ги исполнуваат сите оние мои објективни согледувања и визија за еден политичар, за една политика која што само добробит ќе донесе не само на мене, на моето семејство и на околината во окружување, е навистина ќе биде потврдена токму со ова претходно речено. При тоа, потребно е да се знае адресата дека адресата не е основа за избирачко право, туку таа е само механизам за да се одреди во која изборна единица оди овој глас. Кога, например, би се случило
би се гласало преку интернет, например, да кажеме, како што тоа се работи во некои изборни единици, да кажеме, во некои други држави, адресите би биле сосема ирелевантни. Уште повеќе, како што реков, не се обврзани гласачите да гласаат на избирачко место според местото на живење, па тоа не значи дека нема добар избирачки список или се нерегуларни избори. Тоа изгледа само може да се случи во Македонија. И тоа може само да го потенцира и да го бара партијата или коалицијата која што ги губи изборите во тек на овие 10 години. Знаете дека се изгубени 9 соочувања со народот, тоест избори, без разлика дали тоа биле на едно општинско ниво, дали тоа биле претседателски избори, дали се тоа парламентарни избори, дали тоа биле редовни, дали тоа биле вонредни и така натаму, и така натаму. Впрочем, и пред парламентарните и претседателските избори почитувани во април 2014 година, се сеќавате на сличен начин граѓаните може да направат проверка на избирачките список. И многу мина. Дури имам сознание дека некаде околу 200.000 луѓе, наши гласачи, жители на Република Македонија, си ги провериле своите адреси, односно поточно речено своите избирачки места и тоа дали се присутни, дали се застапени во избирачкиот список. Тогашните информации од Државната изборна комисија беа дека 75.000 гласачи или избирачи проверката е направиле преку интернет. Значи не директно во ДИК, туку преку интернет, и тоа со проверка, односно со вчитување на матичниот број. Такво нешто ќе имаме и на страницата на Државната изборна комисија, презентирано, кој ќе биде целосно прочистен избирачкиот список и како таков или како дефинитивен акт или документ во кој пошто понатаму ќе се врши, како што реков, увидот на списоците, односно поточно на адресите на сите оние кои стекнале правото се над 18 години и го стекнале своето демократско право за гласање. Се поставува едно сериозно прашање, абсурдно прашање кое што постојано некако се врти во главата на сите оние кои што се соочуваат со овие проблеми. Вие знаете дека, почитувани, сето ова се одразува врз политичката криза во Република Македонија, која што многу долго трае и која што мора на некој си начин да има и репрекусии врз економските токови на државата, а тоа не е добро. Тоа прашање би изгледало вака. 5 претседатели на Државната изборна комисија ја раководеа институцијата и не им пречеа адресите какви што се. Ја не се сеќавам дека ДИК истапил со официјално известување или информација дека претходните избори дека се нелегитимни, дека имало повреди и така натаму и така натаму. На истите, па дури и членовите на Сојузот, на Социјалдемократскиот сојуз во 2002 година не им пречеа ни адресите кога тие победија на избори, се разбира. Во 90-тите кога победија повторно на избори, а не им пречеше ни кога победи ВМРО во 98 година, во 2006 година исто така. Зошто тоа им текна сега? Сите добро го знаете. Повторно ќе се навратам. Социјалдемократскиот сојуз, особено лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, господин Зоран Заев, не ужива голем рейтинг меѓу гласачите. Самите анкети спроведени од реномирани анкетски агенции кои што ги излегоа со доказите и го покажа неговиот историски низок рейтинг, зборуваат дека СДСМ на овие избори нема што да бара. Или поточно речено, СДСМ повторно ќе изгуби на овие избори. Токму од тие причини Зоран Заев купува време. На некој си начин, истиот на мускули боксува да има ворени четврти поред парламентарни избори, а сега парадокс над парадоксите бега од тие избори. Бега знаеме зошто. Но до кога? Прашањето дали на 5 јуни на вистина ќе имаме легитимни избори. Легитимни избори ќе има и тие ќе бидат легитимни. Но на тие избори можеби нема да излезе Социјалдемократскиот сојуз, користејќи го повторно на ги овие две теми за кои што дискутиравме во претходните емисии, а тоа е избирачкиот список, пречиствувањето избирачкиот список и реформите во медиумите, така натаму, можеби ќе учествува, но истите како такви ќе ги прогласи
за нелегитимни, се разбира, затоа што ќе ги изгуби, и третата позиција беше, односно третиот модел на кој што исто така го спремаат истите по секоја цена повторно да ја изнесат, повторно да идат во амбасадите, каде што ги сметаат како за рамо за плачење, да барат истите да бидат пролонгирани. За кога? Најновата информација, неофицијална се разбира, е некаде септември. До септември ќе се случат многу работи. Македонија е потисната и од бегалската криза, вие знаете што се не се случува. Стабилноста на државата е во прашање. Затоа, навистина, треба да се оладат главите во Социјалдемократскиот сојуз во интерес на Република Македонија, кој што често пати предпочита да ја спомнуваат и во своите слогани, нека се покажат на дело, нека излезат во конечното решавање и завршеток на кризата кој што тие предизвикува. Еве, почитувани, јас се обидов на некој си начин да дадам своje видување за сето она што се случува и што е камен на сопнување помеѓу двете политички партии во кои што се борат за тронот или поточно за пиедесталот, за власта во Република Македонија и кои што народот на еден референдум ќе излезе за да им каже на која партија најповеќе им веруваат, во кои политичари веруваат, кому ќе им го довели, често пати зборувам и повторно ќе кажам символично, кормилото на бродот наречен Македонија. Сите сакаме Македонија да заплови, бродот Македонија да заплови по мирните води, да се осврнеме на реформските токови, на економските компоненти, на вработувањата, на воведувањето на нови инвестиции од страна, се со цел да го видиме она розово утро кој што често пати го најавуваме и кога во моментот се почнува да се реализират поголем дел од тие проекти, ни се случуваат вакви парадокси и абсурди. Јас сум примариус доктор Јордан Пачков и вие имате можност да ја слушате, да го слушате 24-тото издание на емисијата за македонските работи. Во продукција се разбира на радиодифузното предпријатие Радио Слободна Македонија. Денеска е 13 март 2016 година. Пријатно и до слушање идната недела, се разбира во истиот термин, некаде после 20 часот. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков.